МНР подготвува нов закон, но ќе го почитува стариот и ќе испраќа амбасадори според актуелните правила. Високи дипломатски извори потврдуваат дека сите кандидати за кои во јавноста се појави информација дека имаат двојно државенство ќе мора да се одлучат. Или ќе се откажат од странското, или ќе си останат дома. Заедно со тоа ќе мора да покажат и доказ за неосудуваност како и потврда за добиен безбедносен сертификат. Дали поради притисокот на јавноста или можеби од други причини, Министерството за надворешни работи се повлекува. Амбасадори со двојно државенство нема да бидат испратени во странски земји. Од МНР меѓутоа немаат одговор за конкретните скандалозни решенија, како воđата од ДЕБАР или дипломатката која била дел од комисијата за бркање на колегите учесници во настаните од 27 април. Објаснуваат дека во оваа фаза не сакаат да зборуваат земјиња, току само за принципи и закони. Од друга страна, министерот Димитров се пофали дека успеал да го спроведе на дело планот за зголемување на процентот на амбасадори и дипломати од кариера, иако меѓу редови признава дека за политичките решенија, од кој дел се и скандалозните, не можел ништо да направи. Јас како министр се залагам за кариерни решенија, меѓутоа морам да истргнем дека и политичките партии и фактори во владината коалиција имаат кредит, бидејќи овозможија еден волку висок процент на кариерни решенија. Се заедно, балансот меѓу принципот и уметноста на можното, ова политички да има поддршка и да помине на седница на влада, задоволен сум од балансот. Димитров не крие дека сака да го протрка новиот закон за МНР во најкраток можен рок, што според изворите на Алфа, заедно со предложените амбасадорски решенија, ќе ја стави македонската дипломатија под целосна контрола на СДСМ и ДУИ. Во овој закон постои решение дека секоја нова влада, доколку има согласно со претседателот, би можела да ги враќа пред време од странство политички избраните амбасадори, што ја прави нашата дипломатија многу ранлива, особено поради фактот дека токму политичките најчесто се испраќаат во најважните земји. Димитров апелираше и опозицијата да го прифати новиот закон за јавно обвинителство, што ќе помогнело за отварање на преговорите со ЕУ, бидејќи тоа за Холандија било од клучно значење. Сепак во МНР немаат одговор како ќе го одобровалат клучниот играч Франција, туку само порачуваат дека во следната година се надеваат дека конечно ќе го добиеме датумот за преговори.